Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е професорката Маја Стефановиќ од Драмскиот факултет во Скопје и председател на Независниот академски синдикат. Професорке Стефановиќ, наталожените проблеми во високото образование ги донесоа големите протести на студентите и професорите пред неколку години. Што се смени оттогаш и дали гледате дека оваа влада има заеднички интерес со академската заедница да инвестира во образованието во смисла на обезбедување подобри материјални услови на факултетите и нивна финансиска одржливост? Најпрво ви благодарам за поканата и убава е оваа дистанца од 3 години ми се чини. Од времето кога беа активни тие протести, тогаш последен пат се видовме. Наместо да ви објаснувам што е сменето по однос на условите за студирање, јас би ве замолила да дојдете со мене и да ви покажам. Дека ќе биде многу повпечатливо и за вас и за вашите гледачи. Ова што го гледате е Факултетот за драмски уметности, кој годинава слави 50 години од своето постоење и од кој што излегле генерации студенти што ја носат филмската и театарската уметност во оваа држава. Тука можеме да го видиме тоалетот кој што е надвор од употреба, бидејќи реконструкцијата е толку голема што е невозможно да се изведе, треба да се копа по целата барака. Ваквата состојба не е резултат на негрижа на раководството или на некаков си пасивен однос, туку последица на тоа што МОН не дава средства за реконструкција или реставрација на објектите од една страна, а Факултетот за драмски уметности нема собствени средства, бидејќи поради природата на работата имаме мал број студенти и средства од нивните партиципации и школари. Дури и кога МОН би дал средства, сериозно би се поставило прашањето дали овие стари бараки треба да се реновираат со оглед на тоа што веќе со години се гради нов објект наменет за потребите на Факултетот за драмски уметности, кој се наоѓа во центарот на градот и кој што веќе 2 години е во некоја си статус кво ситуација. Што значи тоа? Тоа значи дека зградата е изградена, училниците постојат, но нема основни елементи за да биде ставена во функција сцената, како и филмските и телевизиските студија, кои што се основата на нашата работа. Веќе година и пол-две, службата која што е задолжена за тој проект експлицитно кажува дека нема намера да преземе ништо надвор од она што е тендерирано, а некогаш било тендерирано нешто што било само дел од предвидениот проект. И така сега зградата стои, прашање е дали воопшто е функционална за намената за која што е проектирана. Ние сме тука во овие бараки. Објектот е веќе година и нешто затворен, реално да се предпостави дека ќе почне да пропаѓа, а студентите и професорите на Факултетот за драмски уметности се ставени во еден кавкијански круг од кој што искрено излезот не го гледаме во скоро време. Што пак говори за капацитетот на оваа влада да ги решава секако затекнатите проблеми. Но новиот закон за високо образование беше донесен пред 1 година. Голем дел од академската заедница го изрази своето задоволство, особено по однос на одредени решенија кои што овозможуваат демократизација на управувањето и на односите внатре во самиот универзитет, по однос на креирањето на телата кои што требаше да придонесат, како што е Агенцијата за квалитет, Националниот совет, кои што требаше да придонесат кон зголемување на квалитетот на високото образование, во воспоставување критериуми и за реализација на дејноста и за финансирање на дејноста. Но она што не го очекувавме е дека истата влада и министерство кое што го донесе овој прв закон донесен за време на нивниот мандат, едноставно системски закон, дека во фазата на имплементација на самиот закон нема да покаже јасна и недвосмислена волја за имплементација на истиот, тоест на решенијата од собствениот закон. На што мислам? Имено, најголемиот универзитет Свети Кирил и Методи
како и сите други, требаше 3 месеци од донесување на законот да донесе статут, со кој што ќе го согласи своето работење со решенијата од новиот закон. Универзитетот Свети Кирил и Методи донесе статут кој што беше во спротивност или кој што не беше во согласност со голем дел од новите решенија кои што ги поздравивме, а Министерството за образование и наука 9 или 10 месеци преговараше со раководството на универзитетот да се направи статут кој ќе биде усогласен со новиот закон. Мене не ми е јасно како една влада преговара со институциите за тоа дали треба или не треба да се почитуваат одредбите од законите. Ми се чини дека тоа во Македонија се случува и никаде на друго место. Па оттаму, УКИМ веќе 10 месеци работи без статут, бидејќи стариот веќе не постои, и дури пред 2 недели беше донесен статут кој што е во согласност со новиот закон. Што итно и приоритетно треба да стапи на сила од одредбите со новиот закон? Веќе месец и пол се доцни со формирањето на Националниот совет за финансирање и развој. Веќе месец и пол се доцни со формирањето на Агенцијата за квалитет и одборите за акредитација и за евалуација, кои се составен дел на таа институција која што според законот треба да биде независно правно лице. Националниот совет е она тело кое што би требало да ги донесе критериумите за финансирање, критериумите, стандардите и нормативите за одвивање настава од големина на групи до сооднос на професор и студент, согласно спецификите на подрачјето и на студиската програма, реков критериумите за финансирање, основата на функционирањето на целиот систем на високо образование. Со години наназад академската заедница се жали и дека нема пари за науката, се уште сме најслаба алка во регионот со финансирање од 0,2%. Што планирате да преземете како синдикат во оваа насока? Всушност не се ни 0,2. Тоа се средства кои што постојат на хартија и кои што се ставени во некакви си буџетски ставки, а реално Министерството за образование и наука финансира само плати и делумно придонеси за вработените во 8 или 9 јавни научни установи и дел од комуналните трошоци за функционирање на установите. Години наназад 10 месечини или веќе 11 нема распишано конкурс за научно-истражувачки проекти, а дури и вработените по институтите немаат никакви материјални средства за истражувачка работа. Ситуацијата на универзитетите е иста, со тоа што универзитетите со дел од собствените средства можат да помогнат во научно-истражувачките проекти и реално науката во Македонија се финансира од странски фондации, од европски пари и пред се од собствените средства на наставниците, научниците кои што инвестираат во своите проекти. Каде одат овие други пари што формално стојат во буџетските ставки за наука? Убаво ако го изанализирате буџетот на МОН, кој што е апсолутно нечитлив и не може да се разбере што тие бројки таму значат, ќе дојдете до бројка до сума една од 1.000.000 евра, например, која што фигурира во наука, а таа сума всушност се парите кои што се издвојуваат секоја оваа барем година за проектот што го почна минатата влада, а тоа е стипендирање на студенти во странство на универзитети кои што се меѓу првите 100 на Шангајската листа и дополнително на уметнички факултети и академии. Генерално нема ништо лошо во тоа да се стипендираат млади луѓе на престижни универзитети. Но овој проект и тогаш, а и сега, се спроведува без никаква логика, без никаква дефинирана конкретна потреба, ниту цел, ниту механизми за мерење на резултатите кои што ги дава. Оние што ги добиваат стипендиите потпишуваат договор дека ќе работат 2 години во Македонија, а никој претходно не изразил потреба за таков образовен профил, ниту реално има работно место. Ваков еден проект има смисла ако државата ја дефинира својата цел, значи својата цел за развој. Ако институциите на државата, па макар и приватните фирми,
покажат интерес за конкретен тип на профил, на струка, кој што им е потребен, а не стихино. Ако е точна информацијата која што јас ја добив пред неколку дена, дека 2,5 милиони евра се потрошени за стипендирање студенти на филмски студии, па моето прашање зошто? И зошто студентите на ФДЛ работат во вакви услови во кои што работат? Затоа што тие кадри доаѓаат, бараат да бидат вработени кај нас, на места кои што се пополнети. А истовремено, никој не го прашал факултетот за каков тип кадри има потреба. И покрај се, пред една недела МОН повторно распишува конкурс за стипендирање студенти на уметнички академии, без дефинирана потреба, без некакви си дефинирани критериуми. И ја користам оваа можност да упатам апел и до Министерството, и до владата, да се преиспита овој проект, кој што е за оставштина од претходната влада, и тие средства да се употребат за цел која што навистина ќе придонеса за заживување и за напредок на науката во Македонија и на високото образование во Македонија. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и вам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.